С генотип 1 15.000 евра, за да го излечите, да го направите работно способно. Или околу 8.000 евра за генотип 2 и 3. Трошокот за лекување на еден пациент во третман кој што трае 48 недели, пациент со хепатит С, во Република Македонија денес отприлика изнесува околу $15.000 за целиот третман. Овој трошок, за волја на вистината, оди и уште многу повеќе, па во изминатите 2 години Министерството за здравство гледаме дека плаќа дури и до $19.000 за истиот 48 неделен третман на еден пациент. Со овие дискусии на конференцијата што ги имаме, сакаме да испратиме порака до надлежните институции и до јавноста дека ова е неразумно висок трошок за терапија. Access to the life-saving treatment of hepatitis C is not just an issue of public health, but it is an issue of human rights as well. So I met Macedonian colleagues to share experience how Georgian government achieved success improving access to this life-saving treatment, which was very expensive in Georgia. Водството и заедничката акција на државата и на невладиниот сектор и седнување на маса и преговарање и договарање со фармацевскиот сектор доведуваат до драстично намалување на цената на третманот. Така, например, она што кај нас, да речеме, го коштало Министерството за здравство $19.000 за 48 неделен третман на еден пациент, во Грузија денес кошта помалку од $5.000, во Украина кошта чини околу $5.000-5.500. Во Египет е најниската сума која што ја имаме, не би ја земал таа како споредба, меѓутоа истиот третман од истите производители гледаме дека може да чини и $2.000 по пациент. Georgia's experience demonstrated that reduction of the price to the medicines by 60% led to the 200% increase of the access, because 200% more patients actually benefited from that price cut and registered for the treatment. Many patients access 5 times many patients access without discrimination of being injecting or non-injecting drug user. It's doctors who benefit from the big cohort of patients with whom they can work. Government is happy because they will spend the same money and treat 5 times more patients. It's very cost effective. And even pharma can benefit because the number of treatment courses they will sell will multiply a lot. So I think if the relevant institutions can talk to each other and take this problem on board, they will bring the solution without any additional costs. Најпрво, да го препознаеме хепатитот С како јавно здравствен проблем и пред се како проблем на граѓаните на оваа држава, на еден дел од граѓаните, и како проблем, како прашање на човекови права. Да имаме политичка волја и конкретна заложба од владата, од државата, дека овие луѓе треба да се третираат, значи треба да имаат пристап до лекување, и од таа почетна позиција да направиме стратегија и напори врз основа на искуства што ги имаме од надвор, како цената на трошокот за оваа терапија да се намали, а со тоа да овозможиме лекување на поголем број на луѓе.